Добар ден, драги пријатели, добродојдовте во денешнава епизода, емисија, издание, како и да сакате. На крај, сепак, јас сум Јосеф Дамјанов и човекот кој што може би ви одговара на интересни теми, прашања и дилеми и митови кои што ги имате, поврзани со исхраната, начинот на живот, вежбање и така натаму. Денешнава тема за која што ќе зборуваме е една многу интересна тематика и област која што е тренди и која што зема голем замав, а тоа е глутенот и дали употребата на глутен е лоша, дали глутенот треба сите луѓе да го исфрлиме и така натаму. И ќе ви разрашам неколку дилеми, односно ќе ви дадам логика и факти поврзани со оваа тема. Прва работа што сакам да ја дознаете дека глутенот е не е никаква супстанца која што не му треба на телото, туку глутенот е наједноставно кажано протеин. Го има најчесто во рж, во пченица, така натаму во некои житни култури и глутенот, како и секој друг протеин и извор на нутриент, не е страшно доколку се внесува во телото. На крај крајва секој од нас знаеме дека протеините и сме зборувале дека се важен фактор во изградбата на мускулно ткиво, на сите ткива останати, во развивањето на хормони, ензими и така натаму. И глутенот како глутен не треба да се исфрли доколку немате вистински проблем или интолеранција. Зошто се јавува глутенот како тема која што многу денеска се зборува? Од причина што голем број дел од луѓето имаат неправилен дигестивен систем. И они кога ќе внесат можеби зрнеста храна или одредени житни култури кои што имаат поголема количина на растителни влакна, чувствуваат подуеност. И можеби кога ќе ги исфрлат тие култури и продукти кои што имаат глутен, осеќаат малку полесно чувство. Осеќаат можеби намалување на килажата, намалување на обеми и така натаму, и тоа самото по себе го зголемува ентузијазмот за оваа тема, односно дека ја исфрлив глутен и почнаа работите да се менуваат. Глутенот го нема само во житните култури и во некои растенија, туку глутенот, не знам колку сте свесни дека го има и во голем број на намази, кремови и така натаму, кои што се користи како згуснувач и стабилизатор. И ако вие исфрлите во целост глутен, тоа ќе подразбира дека ќе треба да исфрлите и не знам многу колачи, бисквити, намази, кремови и слично, кои што секако се добри да ги исфрлите од вашата исхрана. И не се работи тука за тоа што јас сега сакам глутен да исфрлам, па ќе ги исфрлам овие продукти. И да не сте интолерантни на глутен, односно да немате проблем со тоа што внесувате вие глутен во вашата исхрана и во вашето тело, би требало да ги исфрлите овие продукти кои што и се како нездрави, секој од нас знае дека нема да придонесат баш добри резултати во делот на добар изглед, здравје и така натаму. Затоа, она што јас го имам да ви го дадам и да ве насочам и да ви дадам совет и што е моје лично мислење е дека глутенот не треба да се исфрли од исхраната доколку немате вистински и реален проблем со интолеранција на глутен, која што во медицината си има и своја дијагноза и име како се вика тој проблем. Статистички гледано, бидејќи се правени истражувања, 1% од популацијата на земјинава топка го има реално тој проблем со интолеранција на лактозата. Останатите 99% не на лактозата, на глутен. Останатите 99% од земјинава топка, луѓето немаме проблем со интолеранција на глутен и затоа не е страшно доколку го внесувате во исхраната. Има, значи, искрено од друга страна, па луѓето кои што го имаат овој проблем стварно многу треба да внимаваат и јас знам што значи да се оптеретувате и да се замарате со тоа дали има глутен, дали нема глутен, да читате етикети, да барате производи. Реално барем кај нас во Македонија се уште нема толку многу безглутенска исхрана која што може да ви помогне, али за оние кои што сте толерантни на глутен и ако осеќате можеби тоа што од одредена зрнеста храна и житни култури имате подуеност, тоа не се работи за глутенот, туку се работи за неправилната функција на вашиот дигестивен систем, недобрата обработка на растителните влакна и затоа имате проблем, затоа пробајте решете си го тој проблем преку баланс во исхраната и преку малку поквалитетен начин на живот. За тука денеска завршувам. Искрено глутенот исто така е една голема тема за која што може да се зборува. Ја не сум и на крај крајева премногу запознат во оваа тема затоа што не сум имал многу примери на луѓе со кои што сум работел, па да стекнам можеби некакво искуство, но во секој случај она што јас го знам, еве ви го споделив и доколку имате некакви прашања поврзани со оваа тема,
Аски Јосиф хаштагот и слободно. Може би јас ќе дојдам до некоја нова информација која што ќе ја споделам или може би некој од вас доколку има лично искуство поврзано со оваа тема, ќе ми биде драго доколку го сподели и да може би го пренесеме тука како приказна и да инспирираме некого или да му помогнеме на некого од вас. За денеска ве оставам во здрави животни навики, се гледаме во следната епизода и имајте си убав ден. Чао, чао.